Во Струга, ако успееш во чаршијата, ако те прифати чаршијата, те прифатила и средината. Чаршијата е потполно мултиетничка и од секогаш е многу интересна. И во тие движења и дружења во таа струшка чаршија, неминовно беше моето дружење со луѓе, особи од другите етнички заедници. Едната моја дискотека, Колосеум, бевме партнери македонеци и турчи. Значи, на отворањето викнавме и Поп и Оџа, своевремено. Така да бевме доста интересен, да речам, тандем. Така да Струга е град на две води и на многу нации, како што е Сараево, што вика Бреговиќ дека 3 камбани биеле, католичка, православна и муслиманска, и најверојатно затоа Сараево има многу музичари, според мене. Така мислам дека и Струга, ние секогаш го слушаме Оџата на Сабајле, навикнати сме на него, они камбаните, и во суштина е град на ете две вери. Сигурно има и некоја друга, ама двете вери, православната и муслиманската, во таа средина се секако доминантни. Би го издвоил и би се да кажал како човек со кој интензивно сум се дружил, мојот пријател Фейзи Дика, кој е постар од мене. И ние се дружевме на еден интересен начин. Постоеше една група во Струга која одеше во тој, да кажам, поубав живот на есен по хотелите, каде што имаше забава, девојки и се. Ние како гимназијалци некако придружба одевме на тие постарите од градот. Ние покасно веќе Фейзи отвори свој кафе бар во Струга, Бакарди се викаше. Еден доста популарен бар, беше тоа еден од првите, во суштина и прв албански кафе бар кој така беше убаво опремен и среден. Македонците веќе подолго време има, да кажам, кафе барови, но еден спрат под него, јас ја имав мојата пицерија, Белфуфо Струга, која 4 години, да кажам, работеше, и во суштина не делеше една плоча. Јас бев на први спрат, тој беше на втори спрат. Полека почнувавме да се помагаме со пијалоци кога фалат од еден кај друг, со кафе, со други работи. Он ги правеше своите мали паузи од гужвата и се кај мене се криеше долу, да кажам, во пицерија. Јас кога веќе ми беше потребна мала бек од таа пицерија, се криев кај него, сите знаеа дека сум, например, таму од пицеријата. Неговата околина и другите се радуваат што ете, јас сум нивни пријател. Јас бев, тој постар од мене, кога правеше сунет, да кажеме, на синот. Сега правеше свадба на едниот син, ете, ради мојата работа не можев тој ден да дојдам, па кога имаат бајрам, првата баклава, или не знам која баклава, сега за бајрам донесе дома една тепсија кај моите родители и ја остави, и тоа е тоа. Кога он има потреби некои од медицински, да кажам, услуги и друго, се советува со мене.